Во продолжение ќе зборуваме за една ретка болест, позната како душенова болест или мускулна дистрофија. На оваа тема ќе зборуваме со нашата гостинка од Аџи Бадем Систина, доктор Ангелкова, која што е специјалист по педиатрија, а и невролог. Добро ви утро, докторке, добро ни дојдовте. Добро утро, благодарам за поканата. Поздрав до гледачите. Рековме денес ќе ги запознаеме гледачите со оваа ретка болест. За каква болест станува збор? Значи, една болест која што примарно ги засега мускулите, болест која што е генетски условена, детерминирана со X врзано наследување, значи и запишано во гените дека ќе се пројави болеста во текот на животот, односно дека прогресивно, постепено ќе слабее моторната функција на примарно скелетната мускулатура, потоа и телесната и срцевиот мускул. Што значи тоа? Еве во долги, да кажеме во текот на периодот на животот, значи прогресивно слабење на моторичките функции. Спаѓа во педиатриската популација затоа што се односно се дијагностицира во најраната возраст, кога го гледаме, кога го следиме моторниот развој, нели психомоторниот развој на детето, па така педиатрите и лекарите од семејната медицина се тие кои што примерно се сретнуваат со овој проблем и алармираат, први гледаат симптомите, ги препознаваат и потоа следи дијагностиката, следењето, терапијата на овие пациенти. Бидејќи невромускулниот систем е дел од детската неврологија, понатамошниот, да кажеме, дијагностичкиот и терапискиот пристап спаѓа во областа на детска неврологија, меѓутоа и од целата педиатрија, понатаму и адултната неврологија. Како се дијагностицира? Кои се симптомите? Така, она што треба да алармираме и да знаеме дека примарно потешкоти во моторниот развој во првите 18 месеци, задоцнување во проодувањето, да кажеме, или непостигање на оние чекори, майлстонс познати во моторниот развој. Ако немаме постигање во соодветниот период кога тоа се очекува, треба да помислиме дека имаме некаков моторен дефицит и треба да обрнеме внимание на тоа во правец на дијагностика. Неколку тестови се лабораториски тестови, дозирање на мускулните ензими, одредување на моторичката функција со тестирање, физички методи, да кажеме, и потоа неврофизиолошки испитувања и на крајот генетска дијагноза. Во денешно време помалку инвазивна и многу полесна за разлика од биопсијата на мускулите, така да во наши услови имаме комплетно можност за комплетна дијагностика и за рана дијагностика, што е многу важна во однос на сега современите пристапи и третмани на овие болести. Колку е честа оваа болест? Рековме ретка, колку е честа или колку е ретка, може би така треба најчеста да се... од невромускулните болести, меѓутоа е ретка затоа што се случува да имаме еден случај на 3500 до 5000 раѓања. Може би ќе кажеме, еве сега во некоја популација до адолесценција, односно до адултна возраст, во Македонија би биле некаде меѓу 30 на пациенти во оваа возраст. Не можам да зборувам за адултни пациенти, тоа не спаѓа во педиатриската популација, кои што, еве да кажеме, од оние што се во амбулаторна фаза, се уште во прва фаза на болеста и самостојно автономно подвижни, до оние кои што користат помагала или што користат колички. Докторке, се јавува само кај машките деца? Се јавува само кај машките деца затоа што наследувањето е врзано за X хромозомот, што значи дека таму каде што постои еден X хромозом, таму е експресијата на болеста, меѓутоа постојат и ретки женски индивидуи каде што ова навистина има експресија типична за, да кажеме, некој од овие типови на дистрофи. Во Македонија засега имаме само едно девојче носител кој што е дијагностицирано во оваа возраст, зборувам, не зборувам за другите, можеби колегите адулти имаат некакво искуство, и каде што симптомите се многу поблаги и многу помалку, да кажеме, е прогресијата, побавна е прогресијата на овие симптоми. Има разни форми. Има, во денешно време веќе не зборуваме за дишен мускулна дистрофија, туку зборуваме за дистрофинопатија. Зошто? Затоа што најголемиот ген и најголемиот протеин во организмот е дистрофинот и за сметка на тоа постојат многу варијации во зависност од тоа колку локуси, колку делови од генот за дистрофин се оптеретени и колку тие се манифестираат кај момчињата, што значи дека некои имаат порано, да кажеме, појава на потешкоти во движењето, некои подоцна. Се тоа зависи од генетската мапа
и од типот на мутациите, а од друга страна и од интервенцијата и тоа колку ние спроведуваме третман според кој треба да ја пролонгираме, успориме прогресијата на болеста. Каква е терапијата? Со што располага современата медицина? Значи, ние се придржуваме, како во светот, така и во Македонија, на стандардите за нега и терапија за невромускулни болести, кои што се специфични за одредени болести. Последната, да кажеме, обработка на овие стандарди е од 2018 година и тоа го применуваме и кај нас, придржувајќи се на тоа да примарно, после диагнозата, спроведуваме физикални мерки, значи физикална терапија за одржување на моторната функција, за постојано автономни активности, да децата имаат самостојни физичка активност и пасивни вежби, физикална терапија, екстензија, помагање да тоа функционира максимално и остварува максимални потребни движења, па до медикаментозен третман. За сега медикаментозен третман усвоен и општо прифатен се кортикостероидите. Постојат дилеми кај родителите, меѓутоа и овде ќе кажам дека тоа е општо прифатена терапија и размислувајќи за позитивните и за нус ефектите од терапијата, апсолутно доминираат позитивните ефекти, сметајќи дека тие на долг пат на еволуцијата на болеста имаат позитивен ефект, особено што успеваме да ја презервираме функцијата на мускулите и да го намалиме дегенеративниот процес, а со самото тоа да овозможиме да ги дочекаме иновативните терапии кои што се во некоја клиничка фаза на испитување, некои веќе се и применуваат, некои се специфични, а ќе бидат шанса за, да речеме, лекување и многу повеќе шанса за излекување на овие болести. Значи сите надежи се вперени во иднината, да речеме, во новите иновативни Во последниве години во невромускулниот свет постои револуција во терапијата и тоа е навистина иновативно и многу импресивни резултати се добиваат со новите терапии, вклучувајќи ги и тоа дека веќе почнуваме да делуваме на ниво на гените и да со различни типови на вектори се внесуваат одредени делови, секвенци во гените кои што имаат мутации, на тој начин се менува нивната експресија, а со само тоа се менува природата на болеста, природниот тек на болеста, а тоа е веќе голема моќ во рацете на науката и на клиничката медицина. Така да болести кои што порано навистина беа дегенеративни со брза прогресија и лоши исходи и имаат можности да сега веќе стануваат тритабилни, значи можност да имаме одредено време многу подобрување во функциите, а конечно кај некои и комплетна промена на клиничката слика на болест. Што е со матичните клетки? Колку и дали се може да бидат од помош? И тоа е поле за истражување и се прават обиди и веќе има интервенции на тоа поле, но се уште нема научни известувања и клинички студии со потврда дека имаме толкав процент во подобрување во одредени функции измерени со, да кажеме, исходи од тој третман кои што би го применили и би рекле да, ова е терапија која што би била во толкав процент моќна да ја промени болеста. Така да за матичните клетки се уште не би биле примарно дека треба да ги примениме во текот на во лекувањето на овие болести. Може би во еднината, секако во еднината, ќе имаме и такви опции. Сега многу повеќе би полагале на оние други терапии кои што имаат модифицирачки карактер, односно ја зајакнуваат мускулната сила, имаат влијание врз пролонгирањето на тој процес на дегенерација и на тој начин ние обезбедуваме подолго време добар квалитет на живот кај овие пациенти. Да, и го продолжувате животот. И мобилноста, и активноста, и автономноста, и самосталноста во функционирањето, а тоа е конечно целта. Мислам дека тоа е и целта на ова што сега ќе следи наредниве денови, промоцијата на квалитетот на живот кај овие пациенти. Да, главниот повод, главната причина што сте денес овде е светскиот ден
за ќе го преведеме подигнување на свеста за оваа болест. Всушност денот е утре, на соглед на тоа што утре имате настан, затоа сте денес овде, па ајде да видиме како ќе го одбележите овој ден. Значи на глобално ниво, значи 7 септември е прогласен за ден за подигнување на свеста за дишен мускулна дистрофија. 10 пат нешто така прочитав оваа година. Да, веќе десетина години и секоја година Светската дишен организација, која што всушност се базира на научните, стручните кругови, меѓутоа и асоциациите на пациенти и родители со дишен мускулна дистрофија, имаат активности, превземаат активности кои што се за, да кажеме, подигнување на свесноста во заедницата, во социјалната средина, во општеството каде што овие индивидуи живеат и во медицинските кругови обновување на знаењата и искуствата во однос на третманот на овие пациенти. Што би значело тоа? Секоја година има одредено мото и според тоа насочување на активностите во јавноста, како тоа да го поттикнеме и како да ја подобриме нивната инклузија во општеството и нивната функционалност. Оваа година мото на Светскиот ден за подигнување на свеста за мускулната дистрофија дишен е мото рушење на бариерите, да. Така да рушењето на бариерите би значело во една страна рушењето на бариерите во функционалноста на дневна основа, како еден ден на еден пациент со мускулна дистрофија поминува, како се неговите вообичаени активности, колку има оптеретување во домашни услови, колку има оптеретување во училиште, веќе и на работа, колку во социјална сфера, достапност на институциите и така, а од друга страна, колку е здравствениот систем подготвен и достапен за од физичка достапност па до сите услуги на здравствениот систем кои што се достапни за овие пациенти. Па да ве прашам, колку ни е подготвен системот? Имаме во Македонија веќе обучени тимови за невромускулни болести и тие функционираат и мислам дека почнувајќи од самите педиатри па и детските невролози и во нашата болница, на одделението на педиатрија во клиничката болница Дебадем Систина постои еден оддел за невроразвојно следење, така што невроразвојното следење започнува, да кажеме, во овој дел и дијагностиката може тука да се оствари. На клиниката за детски болести веќе долги години одделението за неврологија, каде што исто така има тим кој што е обучен и посветен на третманот на овие болести и на клиниката за неврологија. Сите останати здравствени институции исто така имаат, да кажеме, можности да, кога ќе се сретнат со овие пациенти, ги насочат правилно во областите каде што треба да одат. Она што е важно да истакнеме дека во денешно време, во време на молекуларната медицина, раната дијагностика би била многу важна затоа што и раниот пристап на третманот би бил, да кажеме, соодветен и пожелен. Тоа значи дека уште од третата година веќе, порано беше многу подоцна, меѓутоа сега уште од 3 годишна возраст почнуваме и со медикаментозен третман и веќе се докажува дека тоа има значајно влијание на еволуцијата на болеста. Што се однесува во однос на општествените активности, нели? Надминувањето на бариерите би значило инклузија, што значи дека еднаквост или колку се можностите да овие личности се чувствуваат секаде моќни да учествуваат, да имаат пристап, да можат да ги искористуваат сите оние активности, односно да ги применуваат сите оние активности што во нормалниот, да кажеме, секојдневен живот имаат потреба. А тоа значи прво во училиштата, и тоа можам да кажам дека Скопје во последните години навистина е инклузивен град, каде што училиштата навистина веќе имаат пристап и механички, да кажеме, и технички услови за пристап, меѓутоа веќе инклузија во училиштата со прилагодување на наставата за овие пациенти. Се прават напори и во другите градови, таму каде што имаме пациентчиња, веќе знаеме дека и тоа се прави. Се разбира, тоа не оди секогаш многу брзо и многу успешно, меѓутоа да, се прават напори и тоа се чекорите што треба да се остварат.
едукацијата, вработувањето веќе, кога имаме продолжен квалитет на живот и активности, зборуваме и за средно училиште, и за факултетите, значи и студирањето за овие индивидуи е пожелно и можно и треба да се остварува, а во последно време пост-ковид гледаме дека искуствата со вработувањето, работењето од дома или пак прилагодувањето исто така на работните услови и за овие пациенти секако е пожелно и треба да имаме на ум тоа да го остваруваме секако. И сега, надминувањето на бариерите ќе треба да го прикажеме деновиве и со личните искуства и тие ќе не опоменат, нели, како и колку сме навистина достапни и колку ги надминуваме бариерите. Еве неколку убави приказни од деновиве, сметајќи дека ќе ги прикажеме, нели, сите овие искуства. Деновиве разбрав дека едно момченце од Тетово, за да плива, а тоа е една од активностите кои што се пожелни при ваква болест, патува од Тетово во Куманово, бидејќи таму има базен кој што има и луѓе и стручни личности кои што можат да помогнат да се остварат овие тренинзи или физикални третмани, да кажеме, за ова момче. Или едно друго момче кое што мобилноста со долните екстремитети веќе ја има изгубено, меѓутоа успешно се служи со горните екстремитети, со трицикл успева да се трицикл кој што има погон на со горните екстремитети успева да стигне до широк сокак за да си го испие кафето. На широк сокак тогаш кога е пријатно и кога, да кажеме, друштвото е таму. Тоа е, да кажеме, за тие ситуации како бариерата дневна можеме, нели, да ја надминеме, или да речеме овие дечиња ќе присуствуваат и утре на настанот. Да, ќе бидат утре на настанот. Утре настанот ќе се одвива во Аџибадем Систина, каде што ќе имаме приказ на една ваква приказна на еден ваков ден, како тече ден на целиот, да кажеме, на активностите и на можностите и на постигањата на овие дечиња во тек на дневните активности во да кажеме таа адолесцентна возраст, кога веќе се студираат со некој тип на попреченост. Филмот е документарен, се вика Во моите чевли, и како изгледа да се биде, да кажеме, приказ на еден ден во чевлите на некој од овие дечиња. Тоа ќе биде приказот на филмот, потоа ќе имаме едно кратко дружење и можеби малку разговор околу со семејствата и со пациентите за тоа како да бидеме, да кажеме, да пристапиме кон активности што ќе бидат пожелни и потребни да го подобриме квалитетот на живот на овие пациенти. Доктор Ке, јас многу ви благодарам на ова ваше гостување. Првенствено мислам дека успеавме да ми ја доближиме болеста, а искрено се надевам дека помагавме и во подигање на свесноста за оваа болест.